Значењето на интерактивните медиуми во наставата со нагласок на блог поради неговата едноставност во креирањето и одржувањето. Блогот може да ни замени работна тетрадка, функционален картон, збирка задачи, дневна подготовка, дури и учебник. Блогот е идеален за поттикнување на соработка, за учење едни со други и едни од други, за негување на надпреварувачки дух и креативност. Ова е само заклучок од она што јас го правам и поради што всушност и го направив блогот и ги имам, реков, на повеќе платформи од причина, веќе на почеток ви објаснив зошто. На некои сум поактивна, на некои помалку активна, а подоцна ќе разберете и зошто. Значи, промени во областа на науката и техниката условуваат промени во воспитно-образовниот систем. Затоа сме свесни сите. Образовниот систем се прилагодува кон новите иновации, а вработените во образованието, особено наставниците, превземаат нови одговорни улоги и задачи. Задавањето на нови улоги и задачи наметнуваат потреба за професионален развој, процес за постојано унапредување на знаења, вештини, способности и развивање на наставнички компетенции. Стручното усовршување се одвива континуирано преку семинари, обуки, работилници и самоучење. Ова последното најмногу, зашто знаете колку добиваме и колку ни овозможуваат нашите училишта. Денес наставникот не е само извор на знаење, туку и организатор на работа, мотиватор, иницијатор на ученичките активности, а тој самиот треба да е мотивиран, одговорен, комуникативен, подготвен и отворен за постојано усовршување и професионално напредување. Веќе неколку децении блогот е една од позначајните форми на интерактивен медиум и може да се смета и за најстарата Web 2 алатка. Знаеме сите дека Web 2 алатките овозможуваат соработка, заедничко пишување, уредување, изработка и објавување на содржини на интернет. Блогот може да се опише како интернет страница која што најчесто ја обновува поединец кој во неа објавува лични ставови, идеи, искуства, линкови, фотографии, во поново време и видеа, пишувајќи со неформален разговорен стил. И она што секогаш потенцирам и било што од мене што ќе слушнете, што ќе прочитате, секогаш тоа е мој личен став. Штом ќе цитирам некого или превземам некаков линк, односно ќе линкувам од некој друг што кажал, или што напишал, или нечiji труд, тоа само значи дека со тоа што тој го напишал јас се согласувам и ништо повеќе. Не тврдам ни дека е точно, ни дека е добро, сите ние треба сами да процениме и да прифатиме или не прифатиме она што го читаме. Денес сме во можност на едноставен начин да изработиме свој блог. Имаме пристап до многу бесплатни блог платформи, од кои најпопуларни се Блогер, тоа денес ќе го видиме, WordPress, кој што го обожувам и тамо обично складирам за моите надпреварувачи, задачи и се она што треба, што е актуелно и за проектите и за надпреварите. Live журнал, медиум, ќе видите и самите, поправо, сето ова е линкувано и може и да се отиде и да се посети, да се види како изгледа. Сите се со многу актуелна платформа, многу едноставни за употреба, бесплатни и нудат многу можности за уредување. Ќе видите и самите, доволно е еден или една веб платформа да ја разгледате и ќе видите дека сите тие се слични или исти. Ако знаете да уредите една, ќе знаете сите да ги уредите. Така да изборот на платформи оставам да биде ваш. И она што е клучно, како наставник што препорачувам и зошто би било полезно секој наставник да има свој блог или вебсайт. Она поради што и јас почнав тогаш, тоа е за евиденција на одделенските активности доколку сте класен раководител. Знам дека денес имате веќе и прирачници, но во времето кога јас бев класен, тоа 2009-10 година,
Немавме никакви прирачници и самите организиравме часови, па воведувавме куп еден проекти кои што се одвиваат токму на класните часови, па оној прв час во понеделник ни стануваше тесен мал, па префрлавме за уште еден класен час во петок, за да можеме да согледаме што сме работеле во текот на целата седмица. И сето тоа да не биде загубено, а немаше ни простор или некаде да се евидентира, секогаш се држевме до тоа што бара самиот дневник, а по блоговите пишувавме всушност како се работи и водевме вистински дневници. Потоа додатна литература, збирка, работна тетрадка, вежбанка, работен дневник, алатка за соработничко учење. Тоа е особено денес важно со eTwinning проектите, зашто преку блог можете да соработувате со сите колеги од целиот свет, не само Европа. Планер и подсетник за проектните активности, што често добро доаѓа, да не мора се да помниме, зашто многу работи се случуваат во различни периоди, и создавање збирки на омилени нешта. Нарочно напишав омилени нешта, зашто особено ние, жените, кога ќе налетаме нели на убав рецепт или може да биде влезење, плетење, правење оригами и ред други работи, и најчесто сите тие линкуваме, праќаме во месенџер, а не мора да го правиме тоа. Доволно е да отворите еден блог, па да подредите и по теми, па да знаете да не мора, например, ако рецепта била за тестенини, да ви биде измешана со се колачиња или манџи или нешто друго, или пак ако било везење да не биде со плетење и други рачни ракотворби, туку се да биде убаво подредено и во секое време да можете да го најдете многу едноставно и лесно. Потоа, блоговите се идеално место за промовирање на нашата работа, значи она што го работите, без разлика дали е тековна работа, дали се проект или нешто друго, промовирање на училиштето, општината, државата. Одлични се за комуникација, за размена на искуства и идеи, како и материјали кои ни се неопходни за работа. Блоговите можат да се збогатат преку линкови, со други содржини, без разлика чии се и каде се наоѓаат. Други блогови, вебсайт, YouTube, Facebook и слично. Линковите воедно служат и како навигација во текстот, па затоа зборовите што ги линкуваме треба внимателно да ги одбереме, да бидат информативни и да навестуваат што се наоѓа зад линкот. Зошто го препорачувам блогот во наставата? Од досегашното искуство забележав дека примената на блогот во наставата е многу полезна, без разлика дали се работи за секојдневно учење, подготовка за надпревар или проектна активност. На објавените задачи за вежбање или подготвување за тест, учениците повеќе соработуваат, учат едни од други, помагат едни на други, донесуваат заклучоци, дебатираат. Проектните активности, наставни и воннаставни, се извршуваат навреме, поквалитетно, помотивирано, уникатно, зашто посакуваат нивните дела да не личат ниту на едно што би можело да се најде на интернет. Само иницијативно предлагаат наставни и воннаставни активности, дневникот за активностите што го водиме да биде побогат, при подготовките за надпреварите се поупорни зашто сакат да забележат само најдобри резултати. Не само учениците и родителите се позадоволни кога се во тек со наставата, кога се известени за тоа што и како нивните деца учат, на кои начини се поврзуваат, проверуваат и оценуваат, во какви активности се вклучени. Секој родител има можност да даде свој коментар како забелешка или совет за работата и активностите кои му се презентирани на блогот. Како и се друго во наставата, блогот има и негативни страни. За ова можеме да пишуваме или да зборуваме многу, зашто од ден на ден овие негативни страни се зголемуваат. Ако на самиот почеток, кога почнував со блогирањето, да речеме 70-80% беа позитивни страни,
сега некако дојдоа на пата, пола, зошто верувам дека и вие во вашите училишта сте забележале дека самите ученици, а и родители стануваат се помалку амбициозни или некаква чудна амбициозност кога сакат да доаѓаат до успеси без работа, без учење. Порано беа среќни зашто има некој да им сподели нешто од каде детето да научи и порано немавме по сите предмети учебници или самите знаете како беа организирани учебниците. Еве можам да зборувам за мојот учебник физика, додека учевме интерактивна настава по физика, што е за мене еден од водечките и најдобрите учебници. За многу родители и ученици тоа беа некакви учебници за па како денес што ги оговарат од Кембридж. Само некакви насоки и ништо. Арно, ама ние самите наставници во тој период изработувавме и функционални картончиња, споделувавме со учениците се она што треба да го научат на одредена содржина, тема и слично, така да многумина беа благодарни, а не како денес зошто да учи од ваму кога може да учи од таму или зошто не сте понудиле вака и секогаш вината е наоѓавме на некакво друго место. Денес честопати се и случува кога ви ги ловат и грешките, дали нештото сте го кажале вака или така, дали користите ваков или таков јазик, или едноставно зошто одредена величина не е дадена во некаков опсег на нормални величини и зошто има грешка таму вамо. Така што точно е дека што повеќе работите, уште повеќе работи си отворате, така да може и тука да се направи некакво ограничување, да не мора да оставате контакти или нешто, да можат едноставно да ви наоѓаат забелешки, туку или да го прифатат тоа како што сте сервирале или пак не. Изборот е повторно нивен, што најчесто и така се случува. Честопати ќе кажуваат или ако кажете еве сега и Teams, кој што можеме сите да го користиме, ако испратите порака на Teams, половина нема да разберат или навреме нема да стасат до нив, зашто сметат дека не сме онлайн и нема потреба воопшто да проверуваат дали некој од наставниците или соучениците им испратил било каква порака таму. Така да има многу работи кои што треба поинаку да се средат и се би било каде подобро и би можело навистина да постигнуваме и подобри резултати. Со самата соработка на блогот би било идеално да се усогласиме или некако да почнеме да работиме заедно или да споделуваме на исто место, тоа може да биде некаков заеднички блог, кој што, ако ништо друго, ќе бидеме сигурни дека нашите ученици од цела Македонија ќе имат место на сигурни информации, барем кога е во прашање некој предмет. Да не мора да добиваме многу погрешни податоци или да учат од погрешни места. Тоа реков е само мое согледување, а сега ќе одиме или искористив и стари фотографии. Благодарам на Силвана што вчера ме подсети дека еднаш сме се виделе на оваа тема пред многу години. Па истото и го искористив, да не морам сега да правам принт скрин. Значи, како се прави блог? Прво, треба да отидете да креирате бесплатна сметка на некоја од попознатите платформи. Изборот е ваш, на почеток ги спомнав, а начинот на креирање е ист или сличен. Конкретно, јас одам на Блогер, правите сметка или се регистрирате со тоа што ќе пополните едно формуларче кое ќе ви биде доделено со податоци, и на почеток задолжително мора да одите со Google налог, инаку од било која друга пошта нема да ве прифатат, ќе барат да отворите Google налог, односно да отворите мејл на Google. Потоа, кога ќе завршите со внесените податоци, ќе проверат дали сте робот, кога ќе кажете дека не сте робот, продолжувате и ќе ве замолат да се вратите назад во Блогер, за да можете да почнете со блогирањето. Со тоа што ви се нудат на самиот почеток две опции, или веднаш да си го уредите профилот, да кажете нешто за вас, да поставите слика и слично, или да продолжите или да одите да го уредувате својот блог.
Ако се решите да го уредувате блогот, веќе ќе добиете информација дека треба да направите нов блог, зашто во архива немате се уште ниту еден, значи ново дојден сте на самата платформа. А, Прво што треба да направите да го смислите името на вашиот блог, обично темата која што ќе ја обработувате и најубаво е да стои како име, а додека за адреса можете да искористите истата тема или ако сакате да биде вашето име, презиме или нешто во врска со вас. И доколку е слободна таа сметка, ако не е зафатена на Blogspot, ќе ви биде доделена. Подоцна ќе видите и тоа како води. И веќе јас го насловив и сега блогот, што е за нас како обид или проба, и можете да почнете со уредувањето и постирање на она што сте го подготвиле. Кога ќе го отворите, ќе видите дека е идентично како некој Word документ. Можете да закачите што сакате, да линкувате, да ставите слики, а сега во поново време можете да додадете и видеа. Порано можевме само да линкуваме видеа, значи вашите видеа требаше да поставите на некаков видео канал, па оттаму да ги донесете тука, сега нема потреба. Не знам до која големина со тој податок за оваку со време не успеав да се сретнам, но ако почнете да работите, самите ќе откриете колку ќе може. Значи, задолжително треба да има наслов, пишувате пост, она што сакате да пишувате и можете да редите слики, видеа, текст и комбинирано. Потоа, ова можевте да го направите и пред да почнете да пишувате, да одберете каков изглед да има вашиот блог, а можете и на крај, кога ќе завршите. Имате огромна понуда, секој ден е се поголема. Потоа ќе добиете и куп еден вакви покрај вашиот пост прозорчиња, кои што веќе е предложено што можете да ставите, например, ако сакате да ви се гледа архива на ваши објави, кога, како, што, со каков наслов сте објавиле, ако сакате нешто кратко да кажете за вас, можете да линкувате или да поставите некакви омилени работи што ги следите. Веќе спомнав некаква рачна работа или може да биде блогови или видеа од ваши колеги и сето тоа да ви биде на повидок кога некој ќе дојде на вашиот блог, покрај тоа што ќе види вие што пишувате, ќе гледа и она се што ве интересира. Така што можете и тоа да ставите на истата страна, односно вие ќе бидете тие што ќе го креирате распоредот на додатоците кои ќе олеснат и следење на самиот блог. Ова е тој избор што кажувам дека можете да одберете еден од понудените изгледи, а ако не ви се допадне, во секое време можете да го смените. Значи можете да ги испробате буквално сите, нема да пречи воопшто. Порано имавме и како напредно уредување, сега мислам оди во Про, тоа што се плаќа, сега не го сретнав, но воопшто не е ни битно, ќе видите дека има премногу понуди да блогот изгледа сосема привлечно и пристојно. И вака тогаш ве гледате, иако прв пат за блогот зборував 2013 на Митровден, истото го пренесов тука дури во август 14 година. И убаво е да ги линкувате вашите блогови доколку по социјалните мрежи, ако сакате да ги видат и другите. Впрочем, зошто и ги правиме ако е само за нас? Само за нас можеме нешто што правиме за своја душа, што не сакаме да го споделуваме, или пак ако не сме во нешто сигурни како почетници писатели или нешто друго, да оставите додека не бидете сигурни дека сакате и други очи да го видат истото. И ова е од вчера за вчера, уште поедноставно е некако најавувањето, ако веќе имате сметка на Google. Ова е блогот кој што го направив, го нареков проба. Самата адреса се обидов само да биде проба, но не ми ја прифаќаше, веќе имаше такви адреси на Blogspot. Додадов 2024 и како слободна
адреса ми ја дозволија. И така што веќе можев да одам на блогот, веднаш добивате листа на ваши блогови, можете да отворите веднаш нов блог, тоа и го сторив. И мојата објава беше, една честитка за Нова година. Потоа можете да продолжите да објавувате, можете да поканите уште соработници, тоа е убаво затоа заради ова соработка и најчесто и треба да го правиме, можеме да ажурираме, прегледуваме, коригираме во секое време и споделуваме. И не само да правиме објави, туку и страници, во зависност од тоа дали сакате се да ви се појавува само на едно место, на една страница и обично тоа го правиме, една страница може да се однесува на една те иста тема, доколку имаме повеќе теми, тогаш е подобро да правиме страници, се извинувам. Значи во објави ако е иста тема, во страници различни теми за да ви биде убаво организирано. И ова е еден стар постер всушност со кој што кажував зашто се јас го користам блогот, значи едукација, она што е наменето за учениците, па планирање, тоа и ученици и наставници, па само учење ученици, креативност, тоа се оние први обиди за правење видеа, па споделувавме, па форум театри, некакви песнички, се и се што, реализација и информирање. И последната страница за вас што сте со телефон, ќе искористите овој QR код, а јас од тука ќе одам на страната на блог кој што го наменив за вас, па да разгледаме малку. Можеме да правиме објави, а можеме да правиме страници. Еве, конкретно сакам објава или да почне да постои од денешниот ден, од ова време, блогот. Одам со најава, веќе кажав, слушнавте Арно, ама не сте виделе како го направив тоа. Еве, например, првата страна нека биде внесување на видеа. И реков ќе отидам со едно видео од мојот ученик, да видам и дали може воопшто, зашто ако некое видео е преголемо, веројатно ќе го отфрли Арно, ама ќе добиете тогаш и известување колку е големо, зашто се обидов да пронајдам колку големи видеа можеме да закачиме, Арно, ама не го најдов тој податок. И сега нормално ќе треба да се почека да биде функционално самото видео. Но не мора да стоам, значи можам да додадам и било што друго. Она што ви кажувам дека исто така доста карактеристично, тоа е да речеме да линкувате меѓу другото во текстот, еве нема врска што и да пишувам, можеме да линкуваме од други, дали се блогови, вебсайт, видеоканали или што и да е, што сметаме дека ќе ни помогне во дадената тема, можеме исто така да споделиме на својот блог, така за сите теми на другиот блог, она што е подготвено за моите ученици, линкувам видеа од сите колеги од уште што сте снимале за време на ковид и навистина одлично се наоѓаат, па како препорака доколку ученикот е на боледување или не доаѓа на училиште, за да може да биде во тек со материјалот кој што го обработуваме. И сега ќе одам, мислам и тука дека нешто подготвив, само 100 работи отворени, па малку морате да почекувате. Еве ова за тематски настан. Добро, еден линк ќе отворам, не знам ни што ставив, ама ќе отворам да ми биде отворено да можам да го линкувам. Морам ново прозорче. Работа плюс. Добро. Ете, убаво ми текна, а заборавив од вчера до денес, заборавив што ви подготвив. И сега одам
Каде сте, каде сте? Добро. Ете, и сега ќе одам, сакам нешто да линкувам, вика да ставам текст за приказ, она што ќе се покажува и тоа фактички тука ќе биде линкот, тоа е оној меѓу првите блогови за соработка што беше, кој што малкумина сакале да го користат и да залепам линк сега и да го ископирам линкот. Ете тука е. Истиот можете вака да го ставите. Значи, кога ќе биде готов блогот, ќе можеме само со еден клик ќе не однесе до овој блог Сдружение на просветни работници. Тогаш мислам дека само Николетка и Кети од Кичево испратија некои подготовки и работи за математика и за оделенска настава, тоа беше споделено, а реков одамна не заживеа тој тој блог, чат-пат понешто објавувам, ама одамна не сум ништо. Поправо на блогер многу ретко ја објавувам, ама гледајќи што се денес нуди, треба да се вратам назад и да почнам. Ова уште не е средено, кој знае колку ќе уснимува, но ќе видиме. Битно е да е понудено, а на крај кога ќе биде се завршено, ќе можеме и да прочитаме дали успеале, поправо дали треба да го смалам или нешто друго да се направи. И нормално текст, фотографија каква сакате, еве да вметнеме, одите само кликате. Ова го знаете, реков како секој Word документ или со што и да работите, ќе најдете кај вас нешто, еве било каква, па немам ни две, хај ова една. И на најкласичен начин се закачува и можете, значи шарено од текст, линкувано, видеа, што сакате ќе правите и на крај кога сте сигурни можете да проверите, да искоригирате, а и да го пуштите такво какво што е во секое време повторно може да се искоригира. Така што веќе, еве, имаме прва објава на новиот блог. Сега, покрај тоа можам на самиот блог да ми се појавува и статистика, колку често е посетуван, од кого е посетуван, колку гледачи, следачи има, па коментари да се остават, да дозволите да пишуваат коментари, што е исто поприлично полезно. Дури има и заработка, ако мислите да се занимавате со нешто што ќе биде поприлично популарно, можете да се обидувате и да заработите од тоа. Во тој дел не сум упатена, не знам како оди. Потоа страници, покрај ова, почетната, да додадете колку сакате и какви сакате. Реков, најубаво е веќе да бидат подредени како теми, самиот распоред на сето тоа како сакате да биде, па да одберете тема, каква тема сакате да има. Не е воопшто битно, јас за оној првиот ви одбрав ваква, ама може, еве, ќе кликнам на било која и одам примени. Ете и сега, ако сакам да видам како изгледа, еве ќе отидам на блог и ќе видам трети обид и тука веќе, еве го, тоа што сум внесла може да се забележи и во самата архива веќе е внесено дека на денешниот ден има некаква една објава. Така што е многу функционално, реков, и сите вие што ќе се вклучите и што ќе напишете нешто, не знам сега вие што гледате, од ја имам милион прозорчиња. Ќе ми каже некој, колеги? Го гледаме блогот со видеото. И А не линкот. гледате ова, добро, значи треба вклучи и исклучи да правам, за да можете да гледате ова друго. Најубаво е, еве ќе се вратам на блогот со видеото.
Еве го. Ова само видеото. Да. Добро. Значи се што одиш понатаму треба да се затвора споделувањето па да одиме со ново споделување. А јас убаво си одам, мислам што гледам јас дека и вие го гледате, но не и се. Значи го споделив и еден стар блог. Еве ова е тоа да знаете барем за што се зборуваше, за што зборував. А потоа ќе ве оставам кога ќе направите свој блог па да и исконтактираме. Ако некаде запнете и заеднички ќе уредуваме и така најлесно и најмногу и ќе научиме. Значи најубаво ќе биде самата соработка, не вака да имате презентација или да презентирам на Teams, па да правам отвори затвори, туку сите што имате желба ќе ми доставите мејлови и ќе ве поканам со тоа што покана може да биде на секаков мејл, арно, ама ќе морате да направите на Google за да можете да уредувате, а дозвола ќе имате сите. Сега ќе се вратам назад, штом гледате само тоа, сега за да одам на тоа што го гледате и да не се поместувам од тоа. Сега белким кога ќе излезам од ова, кога ќе отидам на блог, сега гледате ова што и јас, само внесување на видеа. Да. Добро. Ете, ќе останам тука. Се надевам нема да има проблем што има отворено 100 прозорци, за да видите понатаму. Значи, кога сме ја одбрале темата, ќе видите дека доволно е да кликнете на тема. Ете сега, па вака одев, не сте виделе. Значи, ќе ви раскажам, ќе кликнете на тема, ќе ви се отвори куп еден теми, ќе изберете една, што најмногу ви се допаѓа, тоа ќе го поставите и така ќе се појавува или секој што ќе дојде на ваш блог ќе го гледа така уреден. Тука се поставки, дали гледате ова што споделив? Да. Па добро, ете сега, значи самиот овој блог, најбитно од се, значи она што е сиво и што немате никаква понуда, за да го уредите, тоа е оди таму во Про, каде што треба нешто да се плати, ова се што ви е видливо, значи тоа е нешто што е бесплатно и еве на ваков начин ги поканив и колегите за уредување на претходниот блог. Значи, одите на повеќе автори и тука ќе ги внесувате мејловите на сите колеги кои што се заинтересирани да работат на вашиот, односно сега веќе нашиот заеднички блог и само кликате испрати. Секој наведен колега ќе добие покана и ќе може да почне со работата. Значи, ќе можете или да пишувате објави, или да правите страници, значи се што ќе можам јас, тоа ќе можете и вие. Доколку ќе биде отворен за сите, најчесто кога го правиме само со тие што ни испратиле веќе мејлови, па знаеме и кој работи на блогот, но ете да заборавиме и да го оставиме отворен и ако имаме и некој друг да ни се намешува или ете да објавува некакви работи кои што не би сакале да ни се најдат на блогот, тогаш можеме да смениме. Значи се што е дадено тука, се може да се појави на самиот блог. Така што од вас ќе зависи како ќе го уредите, што ќе правите. Можете да поставите да ви се гледа на блогот и часовник во секој време, да се знае и колку е часот. Можете, еве, тука гледате ова, самиот овој блог како изгледа сега. Да или не, колеги? Да. Ете, тоа е она што реков, јас се решив за ваква тема и ја додадов во блог. Понатаму може да се уреди, па да уредите и самите по ваша желба и како ќе изгледа и што сакате да се гледа на самиот блог.
од тие гаджети јас одбрав само да се гледа архива и веќе во архивата, ете, имаме само една објава, а сите вие што ќе ве додадам, веќе по завршување на ова сесија, можете да ми доставите мејлови, сите ќе ве поканам, можете и да предложите како сакате да се вика, да го преименувам и можеме да почнеме да работиме или да соработуваме, да споделувате она што би сакале да се види. Сега на почеток нека биде буквално само проба или обид, а кога ќе се изнавежбаме, можеме и сериозно да сработиме некоја тема заеднички. Што реков, можеме дури и да се поделиме по предмети, па секоја страница да носи име од некој предмет, па да споделуваме материјали кои што ќе се најдат и на колеги, а и на ученици.